лидерите од Г7 во дилема. Дали да го прифатат предлогот на претседателот Трамп за самит со физичко присуство следниот месец. Во некои држави во САД веќе може да се влезе во бар и да се вежба во сала. Што ќе значи отворањето на бизнисите? Како почитувањето на строгите антивирусни мерки даде резултати на Тајланд? Разговараме со македонка што е во Банкок. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Тошо Огњанов, а ви го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Новите случаи на заболени ги забележуваат веќе со едноцифрени бројки. Вака објаснува наша професорка која што моментално се наоѓа во Тајланд. За ова подоцна во вестите, а сега одиме со настаните на денот. Лидерите на Г7 ја разгледуваат идејата на претседателот Доналд Трамп за самит со лично присуство веројатно следниот месец, додека бројката на потврдени позитивни случаи ширум светот се искачи на над 5 милиони. Трамп ја изложи идејата преку твит во кој вели дека САД се во транзиција да се вратат како најдобри. Властите на Аргентина го поздравија производството на поевтин тест за коронавирус, за кој научниците велат дека покажува резултати за помалку од 2 часа. Новиот тест чини околу $8 и е направен со јавно-приватно партнерство. Најсилен циклон за последнава деценија вчера ги погоди Индија и Бангладеш, загинаа најмалку 22. Официјалните лица евакуирале речиси 3 милиони луѓе пред невремето во потек за кој велат дека спасил многу животи. Барови, ресторани, фризерници, спортски сали за вежбање. Тоа се дел од бизнисите што веќе делумно почнаа да ги отвораат своите врати. Но воедно тоа создава и загриженост од втор бран на вирусот. За ова повеќе има Брајан Паден. Сали за вежбање, фризерници и ресторани се меѓу несуштинските бизниси кои повторно се отворени во Џорџија, прва сојузна држава која презема сериозни чекори да ја обнови локалната економија. Сепак, овие бизниси мора да ги имплементираат мерките за социјално дистанцирање, да прават дезинфекција, како и да ги проверуваат вработените за симптоми на коронавирус. Проверуваме температура. Клиентите мора да пополнат прашалник пред да добијат услуга, како и внимаваме рацете секогаш да бидат измиени. Но бројот на заразени со коронавирус во Џорџија се уште се зголемува. Здравствените експерти предупредуваат дека се прерани обидите да се намали економската штета предизвикана поради изолацијата, што пак представува ризик за нов потежок бран на заразени со смртоносниот вирус. Со отворање на економијата ние ги изложуваме луѓето на вирусот кои немаат антитела и без претходна историја на овој вирус, што може да доведе до губење на животи и повеќе хоспитализирани пациенти. Низ државата почнаа протести на граѓани кои сакаат да се вратат на работа. Сепак, анкетите покажуваат голема поддршка за постоечките рестрикции за работа на бизнисите, како и за масовни собирања, додека да се развие вакцина. Претседателот Доналд Трамп им остави на сојузните држави сами да одлучат кога ќе ги обноват економските активности. Тој најави нови мерки за полесно отворање на бизнисите и зголемување на капацитетот на тестирањето на национално ниво. Здравјето на нашата економија е суштинско за здравјето на нашата држава. Овие цели се поврзани. И некои други држави дозволуваат да се отворат одредени бизнеси, како што многумина останаа без пари да купат храна и да платат кирија поради губењето работа за време на пандемијата. Сепак, експертите велат дека овој процес може да е бавен. Би требало да го правиме ова постепено за да видиме дали би можеле да се справиме ако наедна се зголеми бројот на заразени. Ендрю Куомо, гувернер на Њу Јорк, што е епицентар на COVID-19 во САД, најави дека подготвува план за справување со ситуацијата во фази, базиран на препораките на Центрите за контрола и превенција на болести. Прво, рече тој, треба да има период на континуирано намалување на заразени, проследено со зголемено тестирање и евалуација на ризиците. Ќе оставиме 2 недели период меѓу две фази, за да го анализираме ефектот. И покрај тоа што некои бизнеси почнаа да се отвораат, вирусот предизвика многу други да бидат затворени, како и некои фабрики за преработка на месо, што пак може да доведе до недостиг на храна и зголемување на цените. Епидемијата на вирусот SARS ги научила жителите на Тајланд колку е битно да се почитуваат строгите антивирусни мерки, како и да се носат заштитни маски. Ова го вели Магдалена Лембовска, која што моментално е таму, а со неја разговараше Анета Шијакова.
Магдалена, ти веќе известно време се наоѓаш во Тајланд. Кажи ми, како оваа земја успеа да се избори со коронавирусот? Бројките за сега се доста охрабрувачки, можам да речам, со оглед на тоа што Тајланд беше првата земја надвор од Кина која што регистрираше прв случај на COVID-19 и тоа веднаш на 13 јануари беше првиот случај, така што до денес бројката е дека се регистрирани вкупно 3033 инфекции и со 56 смртни случаи. Станува збор за земја од 69 милиони жители, така што пресметено на милион жители, тоа се некои бројки од 43 инфекции на милион и 0,8 смртни случаи на милион, што е сепак една охрабрувачка бројка. Веќе во последните десетина дена бројките се или нема нови дневно регистрирани случаи, или пак има 1, 2, во секој случај едноцифрени броеви. Колку тука помогна и предходните искуства со епидемии, како што беше епидемијата на SARS? Да, би рекла дека Тајланд беше доста спремна на некој начин, што покажуваат и различни истражувања. Има доста проблеми на економски план и така натаму, меѓутоа здравствениот систем е доста добар и јавните здравствени установи и приватните болници, така што мислам дека на тоа пред се доложи и ниска стапка на смртност. Постојано се спроведуваат мерките во смисла на строга дезинфекција, строга хигиена. Луѓето постојано носат маски, иако не се задолжителни на улица, односно задолжителни се, например, кога одите во имате нека нели од претходните искуства, имаат нека таква свест. Може ли да се каже дека животот веќе се враќа во нормала? Во смисла на секојдневно функционирање, да, веќе сега е втората фаза од олабавување на мерките, веќе се отворија шопинг центри, се отворени, претходно беа отворени само за носење, за земање храна за носење, сега се отворени за седење со тоа што се почитуваат мерки. Сепак Бангкок е веќе неколку години региран како најпосетуваниот град во светот, така што туристите се доста значаен дел од животот. Во моментот нив ги нема, бидејќи аеродромот е затворен за нови пристигнувања, економските последици и она што ќе се случува со туризмот во оваа земја, бидејќи целата економија доста се потпира на туризмот, е еден од предизвиците кои што сега се разговара настрана од здравствениот аспект. За крај една необична и хумана приказна. Церемонијалните наметки се класика во САД. Многу денево останаа речиси неупотребени поради вирусот. Но еден лекар им најде примена. Араша Рабасади има повеќе. Околу 4 милиони ученици и студенти од САД немаа прослава за доделување на дипломите, но нивните наметки за дипломирањето се уште може да спасат животи. Од прва рака бев сведок за уништувачкиот ефект на COVID врз заедницата и пошироко. Слушнав за ужасни приказни дека здравствените работници немаат лична заштитна опрема. Ова е Натаниел Мур, кој неодамна ја основал добротворната организација Goals for Good. Тој бара од дипломците да донираат користени или нови наметки за повеќе од 75.000 здравствени лица во првите линии против пандемијата. Го пренаменуваме во нешто што може да биде алтернатива за заштита. Должината, ракавите и патентот, сето тоа одговара. Мур вели дека овие наметки се во согласност со стандардите на Центарот за контрола на болести за лична заштитна опрема. Знаеме дека има потреба и затоа напорно работиме да информираме што повеќе луѓе да донираат. Мур вели дека досега примил околу 5600 донации на вакви наметки. Тоа беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието, останете во добро здравје, се гледаме утре. Пријатно.